Апсолутно да, стар моделот беше откровение на некој начин, односно беше одлична лекција за тоа како треба да бидат поставени работите на еден начин. Че ние некако следиме три начини во СЕМОС едукација. Еден е функционалната структура, втора е стар моделот и третиот е така наречен 7 whys, односно 7 зошто. Тие три модели тесно се поврзани еден со друг. Стар моделот има 5 елементи. Започнува со стратегијата, односно кој што се состои од 3 дела. Во рамки на стратегијата спаѓаат визија, мисија и вредности. Доста често е запоставуван делот вредности. И фирмите велат, па не е важно што ќе напишеме во вредности. Многу е важно. Затоа го истакнувам, затоа што мислам дека сите други, во најголем дел, компаниите тргнуваат по својата визија, ја дефинираат мисијата, ги дефинираат процесите, меѓутоа не секогаш обраќаат внимание на вредностите. Како пример, ние секогаш сме рекле дека нашиот клиент е на прво место, не сме рекле дека секогаш во право. Тоа нас не дава одредена доза на асертивност, значи да се однесуваме на начин кој што му одговара на клиентот апсолутно, меѓутоа ги задржува вредностите на нашите тренери и на нас како компанија. Секогаш сме рекле нашата вредност од прв ден до денес била иновативност, затоа што ние сме технолошка компанија. Следење на технологиите, апсолутно. Знаење, апсолутно. Значи вредноста која што била од прв ден до ден денес се уште важи. И тие се вредностите кои што се таблирани, кои што се почитуваат и велиме респект. Точно моментот на респект ни носи слушатели, етичност, професионализам. Значи тоа е сето поврзано. Ни носи слушатели и раст на фирмата ни сите години. Вториот дел од стар моделот е моментот на структура, која што ја следи стратегијата на фирмата. Третиот дел се процесите и процедурите во рамки на структурата. Значи, ако структурата вели дека имаме оддел на интернационална продажба, тогаш мора да имаме процеси кои што ќе стремат кон таа цел. Значи, мора да имаме оддел маркетинг, ќе кажеме. Че не можеме да кажеме ќе имаме маркетинг кој што ќе се фокусира на Македонија, ќе имаме тренери кои што зборуваат само македонски, а се стремиме кон интернационална продажба. Просто е неможно. Затоа, процесите во рамки на фирмата и процедурите во рамки на фирмата мора да се одвествуваат на структурата која пак што ја следи стратегијата. Четвртиот дел се луѓето кои што треба да имаат соодветни знаења, вештини, способности, обврски и одговорности, односно опис на работни места, кои што пак ги следат процесите. Значи, ако нашиот колега од маркетинг оддел има за цел промоција на производите на компанијата, да речеме во било која друга земја, во Косово, во Србија, во Норвешка, во Америка, тоа се се комплетно различни пазари. Значи, нашиот маркетинг колега мора да знае како се однесува соодветно со соодветниот пазар. И последниот дел, петата точка од стар моделот, е начин на наградување. Значи, ако нашиот колега знае сосема добро што да прави на пазарот во Норвешка, ги следи сите правила и процедури кои што се веќе воспоставени со цел продажба во Норвешка и доколку тоа е целта на нашата компанија и ние, таа е мерлива цел, таа значи бројка. Доколку нашиот колега тоа го исполнува, треба да биде соодветно награден. Значи, тоа се key performance индикаторите. И така, следен пат, следната ниво на раст на компанијата. Значи, тоа е пирамида која што движи нагоре. Апсолутно да. Значи, тоа се мериме од прв ден, тоа е тесно поврзано и со бизнес планирањето. Значи, бизнес планирање може да биде на почеток на годината, може да биде полугодишно, може да биде квартално, може да биде месечна следливост на сите резултати, може да биде дневна, неделна, соодветно на бизнисот. Секој бизнес мери различно. Ние имаме работи кои што ги мериме до 8 пати дневно.
Значи мериме 8 пати дневно што се случува со број на лидови, што се случува со opportunity, што се случува со број на слушатели, така натаму. Тоа имаме работи кои што ги мериме еднаш годишно, односно 2 пати годишно. Како што спомнав, значи вториот начин на кој што мериме дали сме во ред, односно мериме дали имаме здрав производ, здрава структура, здрава иницијатива, здрава кампања, е кој ќе одговориме на 7 прашања. Првото прашање е зошто ова го правиме? Нели, повторно се враќаме на визијата. Зошто ова? Зошто ние би вовеле од утре обука за вештачка интелигенција? Затоа што тоа е тренд, затоа што расте со страшно голема брзина. Од кој ќе одговориме на прашањето зошто? Велиме што ќе правиме, што ќе продаваме, што е нашиот производ. Обука за вештачка интелигенција. Меѓутоа, дали е тоа обука за дизајн во вештачката? Дали е обука за користење? Дали е обука за вештачка интелигенција која што е програмирање? Значи, второто прашање е што? Третото прашање е кој. Како одговор на прашањето кој, влегуваат сите кој. Кој продава, кој купува, кој прави маркетинг, кој произведува. Значи, секој одговор на прашањето кој мора да биде сосема јасно. Велиме кога. Во текот на годината може да има различни активности, односно може да има влијание. Самата година може да има влијание врз нашата работа. Периодот во годината. Велиме каде. Дали е тоа, како што рековме, во Скопје, дали е во Кочани, дали е во Србија, дали е во Норвешка, дали е во Америка. Каде? Дали е онлайн, дали е онсайт. Дали ни треба физичка просторија, дали ни треба хала, дали ни треба училница, дали што ни треба. Значи каде? Понатаму велиме како. Многу важно прашање е како. Може се да одговориме, да не одговориме на како. Или пак некогаш доста често мешаме измеѓу кој и како. Валентина може на овој начин. Не е важно дали Валентина може. Важно е како е најдобро да се направи активноста и на крај повторно доаѓа зошто го правиме ова, меѓутоа сега разгледано низ пари. Че мора да ги ставиме парите како цел, како трошок, како приход, како профит, како key performance индикатор, како очекување. Кога некој прави фирма, верувам дека многу го движи енергијата, го движи желбата. Ти го сакаш тоа, како твое дете. Значи си го сакаш детето, просто едноставно. Што ќе направиш за детето, се ќе направиш за детето. Дали ќе одиш да учиш прво родителство или ќе го чуваш детето? Не. Прво ќе го чуваш детето, па после ќе учиш родителство. Со тек на време, тоа не е доволно. Значи мораш да го однесеш детето на вакцина. Мораш да го однесеш на лекар. Дали ќе си дозволиш како предприемач кој што направил компанија да ништо не научиш понатаму, е еднаков одговор како да си родител и да никогаш не го однесеш детето на лекар.